Македонија, Зоран Заев, почитувана министерка за труд и социјална политика Мила Царовска. Почитуван премиер на Република Македонија, почитувани представници на институциите на државата, почитувани представници на социјалните партнери, почитувани представници на невладиниот или граѓанскиот сектор во Република Македонија. Ова прашање е многу важно прашање за Македонија воопшто и многу ми е мило или чест ми е што седам во влада која што ова прашање не го гледа повеќе како женско прашање исклучиво и не го гледа како прашање кое што некој си сектор во Министерство за труд и социјална политика го чепка од време на време кога работите ќе згустат. Туку го гледа сеопфатно и го гледа низ призмата на економскиот раст и развој на државата. И тоа е клучно каде треба родовото прашање да биде позиционирано во земја која што се стреми кон Европската унија, кон НАТО и се стреми кон земја да обезбеди квалитетен живот и стандард на сите граѓани на Република Македонија. Токму затоа заложбата на премиерот е онаа клучна дека во сите политики и во сите буџети понатаму ќе пробаме да го интегрираме ова родово прашање. Знаеме дека половина од жените ни се надвор од пазарот на труд, но исто така ние како влада заедно со премиерот се обврзавме дека care economy или развојот на економијата со вклучување на сервиси за грижа ќе биде наша водилка. Со тоа ќе го зголемиме бројот на вработување на жени од една страна, но исто така ќе ја зголемиме можноста да жените дома имаат, да немаат неплатена работа во домашните услови, туку да ни се на пазар на труд, а да имаме други луѓе кои што се вработени и се грижат за старите лица или пружаат палијативна грижа и се грижат за дечињата во домот или во градинките. Токму затоа две клучни работи веќе ни се случуваат во владата и вие сте и запознаени со тоа, но заедно треба да го изодиме патот. А тоа е ратификацијата на Конвенцијата Истанбулска, за која што институциите се припремаат и голема благодарност до UN Women за целата подршка која што ја дава во овој процес. Второ е дека ние треба да работиме на економско јакнење или развој на механизми и алатки за активирање на жените на пазар на труд, а тоа ќе го вметнеме во посебната ИПА-2 програма со која што направивме поврзување на секторот за еднакви можности и секторот за труд во Министерство за труд, за да може да искреираме мерки кои што ќе ни ги поттикнат жените на пазар на труд, активација вистинска нивна. За да се случи економски развој и за да го намалиме насилството во нашата држава, потребно е креирање на политики и креирање на буџети. Затоа паралелно во Министерство за информатичко општество се усвоија модулите и се презентираа модули за обука на администрација за родово креирање на политики и буџети. Целата администрација ќе биде задолжена од владата, таа информација се спрема и ќе стигне на влада, да ги поминат тие обуки, да добијат сертификати, со тоа што имаме спремен базен на луѓе кои што знаат што значат родово одговорни политики од една страна, од друга страна со поддршка на UN Women во Министерството за финансии во процес и креирање на проектно поставување на буџетот и во тоа програмско поставување на буџетот да се вметне и родовата компонента, за да конечно добиеме еден цел циклус во кој што сме сигурни дека родовата еднаквост е дел од институциите и од процесите кои што се случуваат во истите тие. Затоа што она кој што беше искуство предходно, а вие бевте сведоци дека само парцијално ги допиравме прашањата, а никогаш системски. Оваа влада тоа што го прави поинаку е системскиот пристап кон родовото прашање и тоа за многу скоро ќе даде вистински резултати и ефекти. Јас сметам дека оваа група го има тој капацитет, јас само би замолила да вклучиме и мажи во истата оваа група. Сепак рековме не е женско прашање. Вас да, тоа сум сигурна, но многу е важно да имаме и мажи, поради тоа што ако стоиме на идејата дека ова не е женско прашање, јас ви уверувам и дека владата има многу министри мажи кои што го поддржуваат ова прашање. И министерот за финансии, и министерот за информатичко општество и премиерот стојат позади истото прашање, тие со отвореност го прифаќаат и го имплементираат во своите институции. Да искористиме оваа можност сите заедно како група, да вклучиме и овде мажи и да конечно ја срушиме бариерата дека се изборуваат жени за жени. Ви благодарам многу и стојам на располагање за се.